Благодарам, председателе. Почитувана колешке, внимателно ве слушав и искрено за момент човек, ако се тргне од реалноста во која се наоѓаме, ќе помисли дека сите тие милиарди евра што ги набројавте се вистина и дека е вистина тоа што го зборувате. Но зборувате само за тоа што вас ви одговара, а јас ќе ве вратам во реалноста и ќе ве прашам зошто не зборувате за стапката на инфлација која изнесува 3%, придвижена од порастот на цените на струјата, на храната, на транспортот, во услови кога владата предвидува дополнителни 4,13 денари зголемување на давачките за горивата. На овој начин државата ќе прибира над 50 милиони евра годишно од граѓаните. Ова представува трето зголемување на цените од страна на владата вкупно од кога сте на власт. Ја имате зголемено цената на горивата за 14 дена. Ете толку плаќаат граѓаните со секое литро гориво што го искористиле од кога сте вие на власт. Овој пораст на цените на горивата дополнително ќе придонесе за раст на цените и отварање на инфлациската спирала која уште толку ќе ги довлоши условите за живот на граѓаните. Ова поскапување го правите со изговор дека тоа било еколошка такса, затоа што вашата коалиција представувате како зелена коалиција која нели се грижи за и се бори да донесе подобри услови за живот за сите граѓани и дека тие пари од еколошка такса ќе се трошеле за подобрување на животната средина на граѓаните. Но во пракса знаеме дека тие пари ќе завршат во нечии приватни џепови, а за тоа, почитувана колешке, вие што ја браните оваа влада, треба да знаете дека оваа влада, оваа коалиција и вашиот лидер под нешто зелено единствено ја познава зелената боја на евробанкнотите и зелената боја на садниците со марихуана. Понатака, ќе ве прашам, зошто не зборувате за капиталните проекти и нивната реализација, од кој најдобро може да се утврди успешноста на оваа влада? Зошто не кажете докаде е реализацијата на автопатот Кичево-Охрид, по кој секој дневно патувате и вие и јас? Зошто не кажете по каков пат доаѓаме секој дневно на работа ние, колешке? Кажете каде се парите од дополнителниот кредит што го зедовте од 200 милиони евра? Довршите ја мислата. Зошто за 5 години имате изградено само 5 метра од автопатот? Овој автопат на граѓаните ќе ги кошта вкупно 600 милиони евра, а од реализацијата нема ништо на терен. За жал, овој автопат се случуваат секојдневно сообраќајни незгоди, за кои некој треба да сноси одговорност.